Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва во студиото се Страшо Ангеловски, председател на МАК. Добре дојдовте. Добро ве најдов. И Стојанче Ангелов, председател на Достоинство. Добре дојдовте и вие, господин Ангелов. Многу актуелни теми ќе отвориме вечерва во Само вистина. Она што е во моментов најактуелна светска вест, тоа е војната помеѓу Израел, со ракети, може да се каже, меѓу Израел и Иран. Се разгорува, нема најава за можни преговори. Македонската влада најавува дека ќе почне со евакуација на македонски државјани кои што се заглавени во Израел. Веќе 8 треба ноќеска или во текот на утрешниот ден преку Египет да бидат донесени во земјава. Прашањето е до вас, господин Ангелов, како гледате на ова најнова ситуација во светски размери и Иран најавува напуштање на договорот за неширење на нуклеарното оружје, што тоа ќе значи и за светскиот мир? Бети, јас сум без ски, Страшо со ски. Ме гледате мене, а рековте господин Ангелов. И не знаеме сега кон кого е упатено прашањето. Да. Значи... Сега ме збунивте, да, борет, се согласам така. Повеќе слојна е ситуацијата која ни се случува и ќе бара малку подолго објаснување. Јас ќе се извинам веднаш на гледачите доколку им станам доследен. Меѓутоа, ова не е нешто што... Јас ќе отстапам и од моето време, бидејќи верувам во тоа дека сте добар познавач. Благодарам. Не е нешто што се случува последниве 4 дена, туку се случува 40 и кусур години наназад. Ова сето мораше на крајот на краиштата да дојде до тука. Ние сме сведоци дека се случи токму на 3 часа по истекот на 60 дена кои ги имаше Соединетите Американски држави дадено на Иран за да седнат и да ја договорат таа нуклеарна програма, нели? Односно не збогатување на ураниумот до ниво да може да се користи како оружје. После 3 часа тоа беше нападот форзиран, беше изведен и од тука може да стане повеќе од јасно дека беше координирано со некои сојузници надвор од Израел. Тоа е првото. Второ, јас, имајќи едно интервју пред некаде 2-3 недели, реков дека Трамп мора да се ослободи од двајца луѓе во светот доколку сака да опстане на власт и кажав, тие двајца луѓе се Бенјамин Нетањаху и Владимир Зеленски. Зошто? Затоа што кажав, Нетањаху ќе се обиде по секоја цена да ги воведе Соединетите Американски држави во војна со Иран. Ова што се случува е обид Соединетите Американски држави да бидат воведени во војна со Иран, а зошто Зеленски? Затоа што либералните елити, оние кои сакаат да владеат со светот од еден центар, единствена оска околу која сега се прибираат и кој врши украинизација на Европа, значи она што се случуваше со Украина, се вооружуваше Украина до крај и се создаваше една платформа антирусија. Сега Зеленски го прави истото со европските држави, создава платформа антирусија и се вооружува. Таквите сили се подготвени да го урнат Трамп од власт. И се случува она прокси обоена револуција. И светите дека тоа Трамп не го знае, ако е така? Тука ќе треба да се ослободи од неколкумина своји најблиски соработници кои му даваат погрешни информации и погрешно го брифираат. Во Соединетите Американски држави во моментов се случува прокси обоена револуција. Тоа ќе рече либералите ги изфрлаат напред мигрантите и луѓето од латинска и од вакво и онакво потекло за да ја водат таа шарена обоена револуција. Но последен обид либералните елити или тој центар на моќ кој сака да завладее од еден центар да се владее со светот, а чија генерална проба беше ковид кризата. Вие се сеќавате во еден момент од нигде и никаде беше дадена наредба сите држави без разлика на нивното етничко потекло, на нивото на културен развој, на нивото на економски развој, се наеднаш ги прифатија тие наредби и се однесува во склад со наредба од еден центар. Значи во овој момент тие елити, за да обстанат на власт, за да може и понатаму да се задржат на власт, мора да имаат војни. Зошто? Затоа што во моментот кога ќе се седне на маса, кога ќе дојдеме до трилатералните разговори меѓу Трамп, Путин и Си Џинпинг, кои се веќе најавени, во тој момент дефинитивно умира униполарниот либерален поредок и во тој момент дефинитивно се создава мултиполарниот светски поредок. Ова сега, војните кои се случуваат, се само породилни маки
нараѓање на нов светски поредок. Сведоци сме. Втората светска војна изнедри нов светски поредок, биполарниот. Војните на просторите на бивша Југославија, во Авганистан, во Ирак и арапската пролет изнедрија нов светски поредок, тоа беше униполарниот. Сега се изнедрува новиот мултиполарен светски поредок и затоа се случува сето ова. Меѓутоа, најголемите губитници од сето ова, од оваа војна, ќе бидат за жал европските држави. И затоа се задржува малку повеќе, затоа што меѓу нив спаѓаме и ние. Прво, затоа што енергетски ќе се доведеме во ситуација да се најдеме во колапс, укинувајќи ги изворите на енергенси, оние ефтините кои доаѓаа во Европа од Руската Федерација, сега доколку Иран, да речеме, го прекине тој ормудски теснец, ќе дојдеме во ситуација и од тој дел на светот да не можеме да доаѓаме до енергенси и ќе плаќаме 3 пати, 4 или 5 пати повеќе. И второ, што е уште поопасно, во обидот на тие либерални елити да завладеат со светот, се обидуваат да ги подкопаат темелите на европските држави. Европските држави, сакале ние да признаеме или не, во своите темели го имаат христијанството. Сега се прави обид за да се создадат постхристијански општества, тоа ќе рече нов бран на бегалци, нов бран на мигранти, кои ќе променат демографската структура на Европа, вклучително и на нашата држава. Затоа велам, Европа и ние ќе бидеме најголемите губитници. Да, тоа се видувањето на господинот Ангеловски. Ангелов, вие како гледате на овој најнов развој на ситуацијата во светот? Се согласувате со тоа дека сепак светот се руши еден досегашен глобален поредок и влегуваме во еден мултиполарен свет? Јас немам толку широки познавања како господинот Страшо, но само знам дека се работеше за прецизна и моќна воена операција, каде што со еден удар во една ноќ беше елиминиран поголем дел од војниот врв, но и научниот врв, односно да речем војната машинерија на Иран беше обезглавена, додека се убиени клучните научници кои што се обидуваат да создадат атомска бомба. Од друга страна и Страшно спомна дека Соединетите Американски држави не можат туку така да се внесат во војна. Односно Страшно спомна дека тие биле, се обидувам да го цитирам, Страшно кажа дека Соединетите Американски држави се обидувал да ги внесат, но ако правилно ве разбрав, значи вие тврдите дека Израел се обидува да ги внесе Соединетите Американски држави во оваа војна. Од друга страна, во војна со Иран. Од друга страна, рековте дека војниот напад, односно операцијата на Израел против Иран започнала, мислам рековте 3 часа после ултиматумот даден од Соединетите Американски држави. Јас гледам овде синхронизација, значи по истекот на според вашето тврдење ултиматумот даден од Соединетите Американски држави, следи веднаш војниот напад на Израел, прецизен и моќен, како што веќе реков. Може ли само малку? Секако. Многу е интересно овде да дополнам дека Тулси Габард, шефицата на сите тајни служби во Соединетите Американски држави, на 25 март имаше изјава во која рече дека според нивните податоци на сите служби дека во Иран не се произведу, односно не се збогатува ураниумот за да се прави нуклеарно оружје. Значи, ова е став на тајните служби на Соединетите Американски држави. И јас кога реков, јас бев многу јасен, дека Трамп ќе мора да расчисти и луѓе кои се многу блиски до него, затоа што работат против него, му даваат погрешни информации и затоа имаме контрадикторни негови ставови. Денеска зборува едно, утре откако ќе ги добие вистинските информации зборува друго. Тоа ќе рече дека не Трамп, туку еден дел од американската држава, која е се уште под влијание на таа длабока држава, учествувал во ова што се случува. Во секој случај режим, како оној во Иран, воопшто не е добро да поседува нуклеарно оружје. Тука верувам дека ќе се согласите со мене. И уште една работа, рековте дека Зеленски, ве парафразирам, ги собира државите од Европа против Русија. Тоа би рекол прилично невозможно, бидејќи Русија ја нападна Украина, додека европските држави, значи поголем дел од државите на Европската унија, дава поддршка на Украина. Имаме едно друго тврдење дека Украина, како беше Европската унија или Америка, ќе се бори до последниот украинец. Така што има неколку различни тврдења, вистината обично се наоѓа некаде на средина, но генерално јас се залагам за мир, сметам дека овие две војни
на вистина она што и Страшово кажа ќе доведат до поместување на оваа глобална политика на сите односи на ниво на свет, почнувајќи од растот на цената на нафтата, но ќе доведат и многу нови опасности. Светот е исправен пред, би рекол, нова катастрофа. Морам овде да интервенирам, се согласувам во многу нешта, освен во тоа, значи, полека, но сигурно сите ние стануваме жртви на двојните стандарди. Што значи тоа? Чии двојни стандарди? На таа меѓународна заедница, чија најголема жртва е токму Република Македонија во однос кон припојувањето кон НАТО и кон Европската унија. Меѓутоа, тезата дека Русија ја нападна Украина, да. А Израел го нападна ли Иран? Да. Не, да. Украина значи, дали имаше нуклеарно оружје, за го зоште Европа? Значи, и нема ниту Иран нуклеарно оружје, затоа ја цитирав Тулси Габард, шефицата на известувачките служби на Соединетите Американски држави. Тогаш зашто ултиматумот на Трамп? Вие мислите дека јавно ќе излезат со таков податок? Очекувате јавно да излезат? Да, доколку сакаат. А другото тврдење е дека за 2 недели ќе има доволна количина. Чие тврдење? Па на Соединетите Американски држави. Не, чие? Ова е шефица на сите обавештајни служби. И второ, вие мислите дека шефицата на сите разузнавачки служби на телевизија ќе каже каква е реалната состојба? Да, се сеќавате ли на 2003-та? И Трамп ќе издаде потоа, како се вели, ултиматум? Кога НАТО и Соединетите Американски држави го нападнаа Ирак, дали се сеќавате? Дали Ирак имаше нуклеарно оружје? Дали Ирак имаше оружје за масовно уништување или тоа беше лага на британските служби и на Тони Блер? Кој го призна? Дали денес не се сомневаме барем малку дека е повторно можна една таква ситуација кога вие сакате да нападнете некого, вие ќе изнајдете ситуација за да ја наместите декорот и сцената. Британските тајни служби се тие кои го местат декорот и сцената на секаде. Тие го наместија на крајот на краиштата декорот за да Хамас го направи она што го направи, за да ги заборавивме сите бомбардирањата на Газа. Затоа што сите се префрливме ваму. Значително помокни од американските. Па, британските служби се едни од најмоćните, но чинам дека после ќе проговориме и за тоа. Сега вака како што кажавте дека британските служби си играат со Соединетите Американски држави, малку неверојатно ова тврдење, но многу е веројатно. Прво, неверојатно е да речеме многу ми тврдат дека Израел е 51-та американска држава. Јас велам поинаку. Соединетите Американски држави се втората ционистичка држава. Го имате ли податокот дека во Соединетите Американски држави е забрането надворешно финансирање на сите невладини организации? Само една смее да биде финансирана од надвор, тоа е AIPAC. Израелско-американска група за соработка. И знаете што пишува на официјалната страна на AIPAC? Пишува дека над 90% од американските сенатори и конгресмени се наместени токму од нив. Значи, и ова може би ви изгледа неверојатно, но тоа е така. Рековте се наместени, мислите и помогнале да бидат избрани. Ајде, еве да... Вака наместени како да ги местеле... Да ги местеле, точно така. Веројатно така и секаде во светот, кога се стават такви луѓе на такви позиции, нели, тоа е таа теорија на заговор што ги велат, меѓутоа колку има... Не е теорија на заговор. Да, тоа сакав и да кажам. Знаете, од 12 се извинувам до 15, значи за викендов, се одржа состанок на Билдерберг групата, во која се наоѓа и Марк Руте, генералниот секретар на НАТО. Знаете која беше последната точка на дневниот ред? Депопулација на светот. Намалување на бројот на човештвото. Не ви изгледа познато со една златна милиарда кога се зборува? Добро, во овој контекст, кога станува се покревок светскиот мир, имаме тука во на европско тло, нашите надежи како Македонија беа дека и ветувањата беа заради безбедносното окружување, дека Македонија ќе го забрза својот пат кон Европската унија, но се чини дека и покрај тие ветувања ние на некој начин не одиме баш во тој посакуван правец. Господин Ангелов, еве засека Софија молчи околу можна средба со
во Хаг на претседателката Сљановска со бугарскиот премиер Желјасков, иако имаше најави и од страна на Брисел дека можни се некакви решенија да се дојде за да може Македонија да ги отпочне преговорите со Европската унија, некакви креативни решенија за кои што зборуваше и претседателката Сљановска. Денеска слушаме изјавата на бугарскиот премиер министер Георг Георгиев, кој вели дека ние немаме отворени прашања, буквално на некој начин нема подадена рака за разговори. Како ние ќе надминеме оваа ситуација? Никако. Не очекувам ништо таа средба дури да се одржи. Бугарската позиција е јасна. Тие и пред неколку недели или месеци сега немам ориентација во времето донесоа уште една резолуција, Страшо ќе објасни малку подробно, со која што само го потврдија нивниот став, кој што за нас е апсолутно неприфатлив. Во суштина поентата е дека ние сме македонци од 45-та наваму, нешто со што ние никогаш нема да се согласиме. Понатаму влезот на бугарите во уставот не е никаква гаранција дека понатаму нема да бидеме блокирани во текот на него не признаваат јазикот. Дури посебна декларација беше, резолуција беше испратена изјава во Брисел тогаш со францускиот предлог. Се поголем песимист, затоа што и покри ваквите состојби, случувањата војната Украина Русија, јас лично мислев дека ќе ги размрда одредени состојби, дека Македонија преку ред можеби ќе тргне на патот кон Европската унија. Можеби тогаш бугарскиот представник кој ќе треба да се гласа ќе излезе надвор да заврши некоја работа, но најверојатно ништо од тоа. Едноставно станувам и јас се песимист. Мислите дека зборовите наместо европеизација се зборува повеќе за милитаризација или како? Не, ние ќе се бориме за Европската унија. Ставот на владата е јасен дека Европска унија, но не по секоја цена. Не по цена на идентитетот. Значи далеко е сега зад нас она идеја дека ние сепак ќе спроведеме уставни измени. Па јас воопшто не гледам ни најава за уставни измени. Јас гледам дека владата силно е фокусирана кон за да ги почнеме преговорите. Така, да, но не можам да видам никакви знаци. Ставовите на премиерот се јасни, дека не доаѓа во предвид без силни гаранции. Ние во овој момент не само што немаме гаранции, туку имаме, ајде во наводници, антигаранции, имаме бугарската резолуција. Затоа и владата е фокусирана на подобрување на состојбата дома, борба на сите полиња каде што се детектирани слабости, бидејќи на крајот на краиштата нам не ни е неопходна Европската унија за да подобриме одредени состојби дома. Таксистот за кој што гледавме прилог во вашите вести, ние не треба да влеземе во Европската унија за да не ни се случуваат такви работи. Господин Ангелов, се согласуват Ангеловски малку ми е тешко сега. Значи, видете, најпрви е симптоматично што господинот Радев нема да присуствува, туку на негово место ќе оди премиерот Желјасков. Да, има најава барем за сега дека ќе има. Јасни се ставовите на Радев кои малку одудираат од ставовите на НАТО и токму затоа тој нема да биде присутен таму. Она што го кажува министерот за надворешни работи Георгиев, дека немаат отворени прашања, тоа е многу точно. Тоа е дефинитивно точно. Сите отворени прашања тие ги затворија во сандакот кој требаше да биде посмртниот сандак за Македонија, а на кој шајки удри поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи. Таму си ги затворија своите отворени прашања и од тука натаму немаат повеќе. И конечно, повторно ќе се навратам на двојните стандарди. 20 години упорно и во вашава емисија и секаде говорам и пишувам за тие двојни стандарди кои ги имаат државите членки на Европската унија кон Република Македонија, посебно за големите сили. И зарем требаше сега да дојде господинот Сијарто и да ги потврди моите зборови и да ни каже дека поинакви се, дека не лаже, дека ставовите нивни таму не соодветствуваат со ставовите кои ни ги изнесуваат нам. Тоа се тие двојни стандарди кои се закануваат да го уништат светот и човештвото, а при тоа нанесуваат најголема штета на Република Македонија. Ние во моментов имаме тврдења од Европската комисија дека Украина е многу близко до започнување на преговорите, затоа што нема корупција, затоа што има реформи и нема нерешени прашања со соседите.
Ако војната со Руската Федерација е нерешено прашање со еден од соседите, а нам упорно ни се наметнуваат други тези... Знаеме дека од секојаш одлуките на Европскиот совет биле политички, па и некои други држави и во регионов овдека не ги исполнувале условите, па со одлука на Советот биле... Пред се однесува на Бугарија и Романија, кои во 2007-та заради политички причини... За нас во моментов не постои такво расположение, или можеби постои, ама ние се уште не знаеме. Уште еднаш ќе повторам тоа. Големите европски сили кои ја поделија Македонија во 1913-та во Букурешт едноставно мислеа дека со тоа го затворија македонското прашање. Македонското прашање се подотвори на Аснум 44-та, се извинувам, кога се формираше федералната единица во СФРЈ, а се отвори целосно на 8 септември со референдумот кога се создаде независната македонска држава. Веќе од 9... Добро, нели ќе се реши тоа прашање ако Македонија сепак влезе во Европската унија? Тие не можат да се помират дека нивната одлука од 1913-та е неисправна и упорно работат на тоа да ја потврдат сопствената одлука од 1913-та. Други времења сега веројатно се други околности. Не, значи видете вака, зборуваме за 200 годишни, за 150 годишни национални стратегии. Не зборуваме како што велеа Заев и Димитров дека со шарм дипломатија. Можете ли вие да победите 150 годишна национална стратегија со шарм дипломатија? Не можете. Тоа се зацртани тези. Ами еве на 14 овој месец, значи пред 3 дена, пред години започна воената интервенција, британската воена интервенција врз Македонија од оние кои се бореа во Егејска Македонија. Започна таа интервенција со давање од страна на Соединетите Американски држави 300 авиони и така натаму. Јас сакам да ви дадам друг контекст. Во Втората светска војна војували Франција и Германија меѓу себе, меѓутоа тие се сега помирени. Не сметате дека сега една малку поинаква реалност? Не. Некоја е во прашање Македонија, не. Значи песимиста. Да не навлегуваме многу подлабоко, има еден режим на капитулации кој на времето е воведен, а го воведува прва Франција, потоа Шведска во 1535 година, кога тие западно-христијански европски држави носат закон со кој нивните државјани во нехристијанските држави нема да одговараат пред тамошните судови, туку пред конзулатите на сопствените држави. И таму сме ставени и ние, како дел од Отоманското царство, таму се ставени арапските држави, таму е ставена и Кина. Ние не можат да не извадат нас надвор од тој контекст, од тој режим на капитулации. Ангелов, се согласувате ли вие со ова? Не би додал ништо повеќе од ова. Добро. Сега околу она што беше интересно во овој контекст е што го кажавте и вие, господине Ангеловски, дека нема да има политичка волја. Значи ние немавме доволно добра дипломатија сите овие години да не го видиме тоа, бидејќи нашите стратешки приоритети беа токму Европската унија и НАТО. Да. Јас, за жал, морам да кажам дека МААК е единствената политичка партија... И сега која излезе? Тоа ве прашам. Бидејќи вие тврдите дека е тоа така. Политичка партија која размислуваше и носеше стратегиски документи. Првиот таков стратегиски документ е манифестот на МААК за независна, суверена и самостојна Македонија, обзнаен на 2 август 90-та во Свети Отец Прокопчински. Тој е првиот таков пишан документ во поновата. Вториот стратегиски документ на МААК беше декларацијата за неутрална и демилитаризирана Македонија. Доколку ние се определевме за неутралност на оваа држава, по урнекот на Швајцарија, ние немаше да се доведеме... Ама ние сме толку мала држава, можевме ли ние да си го дозволиме тоа? Да си одбереме дека така ќе се однесуваме, баш како Швајцарија? Да, можевме. Ние како МААК добивме некаде околу 1700 потписи на светски академици од сите држави во светот со поддршка за нашето барање за немилитаризација и неутралност. Тоа ќе рече дека постоеше можност, постоеше ситуација, нашата дипломатија барем да се обиде тоа да го стори. Меѓутоа немаше слух и се доведовме во ситуација најпрво меѓународното право да биде прекршено токму врз нас. Ние мораме и затоа денес се доведовме овде до кај што сме и со војната меѓу Израел и Иран, затоа што не функционира Организацијата на Обединетите нации. Зошто? 1995-та
се сеќавате, таа организација која е формирана за да ги заштити посебно малите нации и малите држави, упати уцена кон нас дека мораме да, доколку сакаме да видите, на ниту една држава и на ниту една нација тоа не им се случило. Бевме уценети, доколку сакаме да станеме членка на Обединетите нации, да го прифатиме, да ја прифатиме таа времена референца, да го избришеме нашиот символ 16 зрачното златно сонце и да го избришеме членот 49 од Уставот на Република Македонија со кој се откажавме од македонското малцинство во соседните држави. Значи, од тогаш започна ова што се случува, бришењето на македонскиот народ. Знаете зошто? Ако вие прифатите дека во соседните држави не постојат ваши малцинства, вие се бришете сами од себе си. Не постои во светот народ кој нема барем 5 мина луѓе како малцинство во некој од соседните држави. Ние подпишавме, не сакајќи да се грижиме за нив дека немаме малцинства. Не постои таков херметички народ кој може да обстане. Затоа го зборувам сето ова. Погрешна дипломатија цело време, насоченост едноставно, цело време зборуваме за безалтернативност. Ами вие, ако дома отварате некој бизнис и ако немате алтернатива, што доколку ова не успее, вие ќе пропаднете. Значи и државата мора така да се однесува. 30 години зборуваме за безалтернативност, а при тоа во овој момент, еве еден податок, имаме да речеме, јас не сакам да зборувам дали ние треба или не таму да се преклониме, но во овој момент имаме една групација наречена БРИКС, која има поголем домашен бруто производ од Г7, од 7-те најразвиени држави во светот. Виетнам е државата со најбрзечко темпо на раст во минатата 2024. Значи, постојат алтернативи, постојат можности за соработка, постои се што може доколку вие не сте заслепени и да ми простите, нели, нашите земјоделци, на коњите вака им става, не знам како се викаат тие нешта, значи, за да гледаат само напред. Таа веќе нема каде. Сега се наоѓа во мојот роден Прилеп, велат со двете нозе во еден чевел и не може да излезе. Според мене, излезот е да се сопрат сите можни разговори и преговори. Да се прекине договорот за добрососедство. Се да се прекине, да продолжиме со билатерални договори со сите држави. Како овој што беше со Велика Британија? Како тој, како и многу други, како оној со Унгарија, па таков ист можеме со Германија. Вие гледате што прави еден Доналд Трамп. Тој се откажа од сите мултилатерални соработки. За него не постои ни Обединети нации, ни СЗО, ни СТО, ниту НАТО, ниту ЕУ. Тој разговара билатерално со сите. Значи, ако не знаеме што треба да гледаме. Нам ни требаат билатерални соработки. Сметате дека и ние одиме на тој пат, бидејќи имаме ние сега. И добро е ако одиме, добро е ако одиме. Имаме со Соединетите Американски. Затоа што ваквата Европска унија е на чекор до свој распад, односно или ќе се трансформира во сојуз на суверени држави, кај што ние ќе влеземе без барањата на нашите соседи, ќе влеземе како суверена држава, седнати на маса заедно со сите и ќе носиме заеднички одлуки, или ваквата ЕУ повеќе нема да постои. Добро, господин Ангелов, еве сега апропо ова. Гледам и си запишувавте нешто. Не, две работи фатив малку да го чепнам страшно. Ајде. Да има малку динамика. Споредбата со Трамп и со Америка е малку несоодветна. Малку сме помали од Америка и малку понемоќни. Во наводници тоа малку. Исто така и државите од БРИКС се малку далеку. И тоа малку во наводници. Не сум сигурна дека сме во Европа. Јас се извинувам ако Соединетите Американски држави не ви се доволно далеку. Не знам зошто ви е подалеку, например, Руската Федерација, која се наоѓа на 2 часа летање. Америка ви е доволно блиску. А второ, како беше ова годината на подоба на Македонија, Русија каква улога имаше? Не, значи не зборувам на тие теми, зборувам на економски теми во овој момент. Не претходно и на тие теми. На економски, кога зборувам за БРИКС и за Г7. Тоа се чисто економски теми. Во историјата колку пати ни помогнала Русија. А што се однесува до тоа дека ние сме многу мали, Америка голема. Јас зборувам не за наше однесување. Зборувам за принципи, да пронајдеме поинакви принципи. Принцип на взаемна билатерална соработка. Секој сака билатерална спогодба со Соединетите Американски држави. Не знам кој би сакал со Македонија, некој да, ама
споредбата со Америка сепак е Добро. Ако несоодветна според јас не би си се понижувал Инаку, сам себе си. Инаку, го кажавте, убаво звучи. Не би си се понижувал сам убаво себе си. За слушање, да, за слушање и за изведба е убаво. Суровата реалност налага нешто друго, а тоа е патот кон Европската унија и НАТО. Во НАТО веќе влеговме, плативме скапа цена, но барем од тој надворешно безбедносен аспект сме безбедни. НАТО гарантира и внатрешна безбедност, бидејќи сега ако некој проба внатре да прави некој поголем проблем, нема да има поддршка. Ова е најопасното тврдење дека бидејќи сме во НАТО сме безбедни. Јас тврдам обратно. Откако станавме членка на НАТО, ние сме во поголема опасност Македонија да биде поделена. Како и наш поранешен премиер сте кој велеше ни ЕУ ке не храни, ни НАТО ке не брани. Видете зошто. Не знам колку се согласувавте у тоа време со него, меѓутоа. Знаете што? Доколку утре Соединетите Американски држави го анектираат Гренланд, кој припаѓа на држава членка на НАТО. Дали НАТО ќе ја одбрани Данска од анексијата? Нема да се случи, тоа нема да го анектира. Добро. Второ, дали знаете дека Кипар е поделена држава меѓу две земји членки на НАТО? Знам. Знаете. И сега јас ви велам, доколку хипотетички, не дај Боже. И тоа не е смета на државите да бидат во НАТО. Хипотетички, не дај Боже, се обидат нашиот источен и западен сосед да ја поделат Македонија. Дали некој ќе и помогне на Македонија тоа да го спречи? Никој внатре во НАТО, а не ќе смее и никој однадвор да и помогне, например Египет. Карикирам, не ќе смее затоа што ако се замеша да ни помогне, веднаш ќе се активира членот 5 од статутот на НАТО и тој што ќе се обиде нам да ни помогне да си ја зачуваме нашата целовитост, ќе стане непријател на НАТО. Ќе бидеме нападнати, тој фамозниот член 5 ќе важи за нас. Не зборувам нападнати од две држави членки на НАТО, Стојанче. Добро, веројатно тоа ќе се доведеме во ситуација како во Втората светска војна во која што Македонија сепак излезе на крајот на вистинската страна и никој не ја поддржа. Ама знаете зошто? Затоа што ја одбравме вистинската страна, застанавме на страната на антифашизмот, а сега треба да застанеме на страната на антилиберализмот, кој сака од еден центар да владее со светот. Добро. Би сакала малку, бидејќи рековте треба да одиме со стратешки договори, гледате ли позитивно на договорот со Велика Британија? Повторно морам од неколку аспекти. Што се однесува до Република Македонија, да. Доколку не биде како досега, нели, како што велеше претходната власт, и доколку тие средства кои сукцесивно ќе стасуваат на вистина бидат искористени за потребите на оваа држава, тогаш тоа ќе биде исклучително. Бидејќи пред рековте дека можеме самостојно да се развиваме, ова е еден од начините веројатно. Ама сега видете, самостојноста не значи дека вие нема да земете кредит. И семејството се обидува да биде самостојно, па оди во банка и зема кредит која има потреба. Значи, доколку тие средства бидат искористени онака како што треба, тогаш ќе биде исклучително позитивно за држава. Коридорот 8, коридорот 10 ќе не поврзе со коридорот 11 и дефинитивно Република Македонија нема да биде повеќе инфраструктурно слепо црево на Балканот. Доколку исто така започне гасната интерконекција која ја поврзе Република Македонија, започне брзата пруга и сето тоа, Република Македонија има шанси за позабрзан развој. Сега, тука е сега другата страна на нештата, односно интересите на Велика Британија, односно на Обединетото кралство. Што се докажува со подпишувањето стратегиски договор со малата Македонија. Со тоа се докажува дека она империја... Дека сака да се позиционира на Балканот, да се заменуваат американците, очигледно. Она империја во која сонцето не заоѓаше, нели, бидејќи владееше со цел свет, денеска ја изгуби својата моќ целосно и доаѓа во ситуација наспроти таа Македонија која ја бомбардираше пред 80 години, денеска да подпишува стратегиски договор. Но сега се други времења, господин Ангеловски, будеме... Тоа е првото. Второто е дека таа и таква империја немаше
не беше позиционирана на Балканот, наспротив на Германија, Америка и Франција, кои имаат своји точки каде што се позиционирани. На Обединетото кралство и му треба простор за позиционирање, токму заради она што денеска го кажа и Кристофер Хил, човекот кој беше амбасадор кај нас, кој денеска во Белград, кој рече дека Соединетите американски држави ќе се повлечат, затоа на нивно место ќе ги позиционираат нивните стратегиски партнери Обединетото кралство. И трето, што е најопасно според мене, вие знаете дека Британската империја, повлекувајќи се, оставаше зад себе замрзнати конфликти. Таков беше конфликтот Индија и Пакистан, кој пред еден месец беше разгорен, таков беше конфликтот Израел-Палестина, кој е веќе разгорен. Овде на Балканот замрзнат конфликт е оставен на Кипар, кој е поделен Кипар и затоа, а од друга страна имаме формирање на воени... Кипар е малку подалеку, зашто го сметате не е во Балкан? воопшто далеку, Стојанче, нам далеку Иран не изгледа, меѓутоа е него каде ако почнат да летаат бомби, ако се потреби. Кажавте како да е дел од Балканскиот полуостров. Дел од овој регион. И што е уште поопасно, вие гледате дека се формираат воени сојузи. Хрватска, Албанија и Косово, на кој сака да му се придружи Бугарија, формира еден воен сојуз. Беше демонтирано од бугарска страна тоа. Но дека е формиран Хрватска, Албанија и Косово не е демонтирано. Има па сојуз Србија со Унгарија. Имено, сакам да кажам. Имаме сојуз Србија и Унгарија. Како да се враќаме во времето пред првата Балканска војна, кога точно тоа се работело на Балканот, се создавале воени сојузи. Зошто? Затоа што Европската Унија е целосно дефакторизирана. Вие гледате, денес се нудат Франција, Германија и Британија да учествувале во разговори со Иран, значи се нудат и во војната меѓу Украина и Русија. Меѓутоа не се никако фактори, веќе се дефакторизирани. За да станат фактор, им треба една војна на тлото на Европа, а најблиску им е за жал Балканот и она што се случува. Ова се сепак не дај Боже, многу лоши сценарии. Се согласувате со ова и што очекувате од ова стратегиско партнерство со Велика Британија? Немам коментар, страшно многу повеќе знаење. Добро, повеќе ја разбира меѓународната политика, меѓутоа во делот на стратешкото партнерство со Велика Британија. Ќе отидеме во друга насока ако развиеме дебата на оваа тема. Да. Добро, би ја коментирале ли сега изјавата, согласувате ли со ова што го кажа Ангеловски, пак Ангеловски малку ме буните да бидејќи Страшно Стојанче, така полесно ќе биде. Ве молам. Кристофер Хил, една интересна реченица ми остана во сеќавање од тоа негово интервју, кај што вели дека сега сме во една сосема поинаква ера. Се заменуваат од Балканот, треба вели соседите сами балканците да си ги решаваат своите проблеми. Ке значи ли ова нешто, сепак ние сме во НАТО и ние сме дел од НАТО алијансата, дали ова на некој начин може да не погоди? Има едно тврдење дека американската надворешна политика се планира 100 години однапред. Ако ова е планирано пред 100 години, можеби. Јас не верувам во тоа дека Соединетите американски држави ќе се повлечат од Балканот, дури и Трамп да се обиде да направи такво нешто, прекраток е. Добро, изјавата на Хил не може да дава. Изјава на еден амбасадор само. Тој секако не пренесува своји лични поставови. Се разбира, ама не очекувам дека Соединетите американски држави ќе се повлечат од Балканот. Во целост. Ќе останат овде присутни. Знаете што, сите овие сепаратни теми, условно речено, тоа е Украина, тоа е Иран и Израел, тоа е Газа, тоа е и Балканот, еве, не војна, меѓутоа сепак, дали напуштање или не, сето тоа не може да се реши поединечно. Сето тоа ќе се реши во моментот, кога трите големи светски сили ќе седнат на маса и тогаш ќе се донесе решение за се она што се случува. Верувајте дека нема да се постигне мир во Украина, додека не се седне на маса, не седнат трите големи сили. Тоа ќе значи поделба на светот на интересни сфери. Јас упорно го кажувам. Са вие ми зборувате за нова Јалта некаква или јас погрешно разбирам? Па да речеме еден вид нова Јалта. Знаете што, сега го кажувам упорно некаде пред 2 месеци излезе во американскиот магазин Newsweek
Значи излезе карта со сфери на влијание. Во неделниот број, значи ова може да го проверат сите кои сакаат. Карта, американски магазин зборувам, карта на сфери на влијание, каде што според Newsweek Европа и трите држави од зад Кавказието ќе влезат во интересната сфера на Руската Федерација, каде што реализирајќи ја Монроовата доктрина, Соединетите Американски држави ќе имаат влијание на западната хемисфера, меѓутоа само до Панама, а не и појужно, и каде што Кина ќе има сфера на влијание во Југоисточна Азија. Ова е картата на Newsweek. Оставени се настрана Австралија, Африка, Блискиот Исток и Јужна Америка. Се предпоставува според нив дека во наредните 10 години во таа поделба на сфери на влијание ќе треба да се вмеша и Индија, која исто така е една од растечките сили, и Африка како посебен еден континент кој се развива и кој дефинитивно почнува да се ослободува од колонијализмот. Значи, ова се ситуации кои ќе мора да се разрешат. Јас не тврдам дека како во време на Советскиот сојуз, нели руската војска ќе влезе. Вие велите, ако јас добро ве разбрав, дека ние ќе влеземе во зоната на руското влијание? Не велам јас. Тоа го вели Newsweek. Не, тоа што го пренесете. Јас само го цитирам Newsweek. Значи се ве молам, американски Newsweek, но тоа не значи повторно влегување на руски војски во Европа. Тоа значи враќање на енергетските врски, враќање на културните врски, враќање на економските врски, враќање на инфраструктурните врски на Европа со Руската Федерација. Затоа ли е стратешкото партнерство на Велика Британија сега, во овој контекст, ако ќе го гледам? Ќе видиме, но во секој случај дека нештата длабоко ќе се менуваат, бидете сигурни. И само оној што не сака да погледне така, малку повеќе во далечина, тој ќе остане да каска зад нештата кои се случуваат и во еден момент ќе му биде многу тешко. Би сакала сега Ангелов да... Бити ја пола не го разбрав. Спомнува некои таму градови, некои области, не ни знам дека постојат. Јас се фокусирам, цело време ми е на мене фокусот како овие пожарникари кои што ги имаме возилата, авионите и хеликоптерите, да ги распоредам на начин да бидат колку може поефикасни. И добро е. Страшно една работа видов. Стојанче, тоа го почитувам исклучително кај тебе, што си посветен целосно на она што ти е дадено како задача. И тука дилеми немаме. Цело тоа тврдење ти се заснува на статија во Весник. Добро, имам само едно прашање во овој контекст. Не, јас не тврдам, јас само го пренесов она што Рековте минатата недела дека еден ер трактор, да сум прочитал денес. Еден ер трактор рековте дека е за на крај на емисијата. Не, чисто ме интересира што е со останатите летала. Другите два се на сервис бргу ќе стигнат. Ќе ги имаме благовремено и трактори. Сега летово ќе се крстиме на помош од соседите или како? Не, ние ќе имаме сите домашни ресурси ќе бидат во полна функција, а ако имаме големи пожари, нема да се крстиме, туку ќе побараме помош од останатите европски држави. Како што и останатите држави бараат една огромна Турција во споредба со Македонија, исклучително моќна држава, секој лето бара помош. Грција бара помош, тоа не е срамота да се побара помош. Ако во еден ден имавме ние 66 пожари на отворен простор, плюс 40 степени Целзиусови, ветер од 60 до 120 км, тоа е елементарна непогода. Вие сте немокли. Пожарникари беше најавено дека нели ќе се вработуваат.